на околу 44 километри оддалеченост од градот Велес во областа Азот, а на територијата на општина Чашка се наоѓа живописното село Богомила. Без разлика дали ќе одлучите да патувате со автомобил или со воз, Богомила ќе ве пречека со спокој и мир кој го даваат околните шуми, пространите ливади и секако бистрите води на реката Бабуна. Богомила е старо село кое крие еден значаен спомен поврзан со подалечното културно и историско минато, стариот камен мост кој се наоѓа на самиот влез од селото. Со својата прецизна, убаво естетизирана камена конструкција, како и стратегиска поставеност и издржливост, мостот е сведоштво за инженерската генијалност на старите народи. Уште пред многу векови во селото Богомила постоел организиран живот. Жив доказ за тоа е стариот камен мост кој се наоѓа во атарот на самото село. Јас договорив средба со господинот Маријан Јовановски, кој не само што е представник на општина Чашка, туку е и локален жител на Богомила. Ви посакувам добар ден и добре ни дојдовте во Везилка. Добро ни дојдовте вие во Богомила. Тоа е едно прекрасно, убаво населено место кое изобилува со голем број и на културни знаменитости и како што спомнавте вие, еден од значајните символи на ова населено место е римскиот, камениот или ние како што го нарекуваме богомилчани зиданиот мост. Самиот вид на градба на овој мост, неговата структура, гранциозно, значи наликува на градбите од римското време. Самата населба Богомила потекнува уште од 10-тиот век, односно со настанувањето на богомилското движење, каде со основа на основачот, неговото име Попот Богомил, е добиен и називот Богомила. Поточно на Бога Мило населено место. Од она што го имам слушнато, како еден вид легенда, реката Бабуна, која го дели населеното место на два дела, особено во пролетниот дел била доста голема и се појавила потреба за поминување од едната страна на другата страна на Богомила и локалните жители на населението почнале да го градат мостот. Меѓутоа, како го градале, тој им се рушил, па побарале помош од некој постар жител, да го наречам така мудрец. Тој ги советувал дека мора да дадат еден вид жртва за во градбата на самиот мост, дека тоа мора да биде човечко суштество, односно жена. И они исплашени од тоа дека може и некоја од нивните жени да биде жртва, за наредниот ден кога требало да го работат, да го градат мостот, им советувале дома да не излегуваат нивните жени, односно да не им го носат ручекот во текот на денот додека они го градат мостот. Арно, ама еден од помладите мајстори тоа изумил да го каже и неговата жена наредната ден, значи, дошла и била единствената жена што дошла тука кај мостот да го донесе ручекот и они, почитувајќи го советот на постариот жител, незе морале да закопаат жива во самата градба на мостот. После зазидувањето на жената во мостот, значи, мостот веќе го изградиле и до ден денеска е вака постои, значи, не им се рушил понатаму. Ова е, морам да кажам, легенда, во која во многу други легенди има вистините и невистините содржини, меѓутоа, имајќи предвид дека постои факт, доказ, еден од камењата со кој е граден мостот, има издлабено човечка глава во вид на жена, мислам дека оваа легенда за настанокот на овој мост во Богомила е вистиница.